Благодарам. Почитувана македонска јавност, продолжуваме со работа по денешната седница и тоа по точка на дневен ред одлука за изменување на одлуката за испраќање на припадници на армијата на Република Македонија за учество во меѓународна операција на Европската унија Алтеа во Босна и Херцеговина. Имено само за подсетување, во текот на денешниот ден од страна на ВМРО-ДПМН и коалицијата беше доставен предлог од две точки за дневен ред, односно предлог на закон за изменување и дополнување на законот за додадена вредност и предлог закон за изменување на законот за акцизи, откако владата одлучи да ги укине антикризните мерки со што директно направи штета врз стандардот и джебот на граѓаните. И можеби ќе беше разбирливо денеска ова време од денот да работиме по овие точки, да работиме на закони кои што ќе значат подобар живот за граѓаните, да зборуваме за закони кои што ќе значат намалување на стапката на ДДВ-то за основните прехранбени производи, за намалување на акцизите за горивата, но сепак мнозинството предводено од СДСМ и ДУИ ги одби овие закони и за жал можам да кажам дека и во моментов им е смешно кога се работи за стандардот и за сиромаштијата не сакаат да зборуваат и тоа им е смешно, но за кратко време ќе им стане и трагично затоа што народот ќе се дојде по своето. Во однос на точката на дневен ред, односно одлуката за измена на одлуката за испраќање на припадниците на армијата на Република Македонија за учество во меѓународната операција на Европската унија Алтеа во Босна и Херцеговина, во интерес на јавноста морам да кажам дека придонесот на армијата на Република Македонија кон операцијата Алтеа представува потврда за цврстата определба на државата за силен придонес кон заедничката безбедносна и одбранбена политика и заедничката надворешна и безбедносна политика, како и потврда на севкупните напори на Република Македонија за интеграција во Европската унија. Исто така, во интерес на јавноста, би сакал да споменам дека Република Македонија и Европската унија за учество на нашата држава во рамките на операцијата Алтеа започнува нели уште во 3 јули 2006 година со подпишување на договорот во Брисел во Белгија. Што се однесува до денешната одлука која што е на дневен ред, морам да кажам дека повторно она што би требало да се одвива по правила и прописи, ова влада успева, односно министерката за одбрана, успева да направи катастрофална грешка која што може да ја чини државата многу поднос на угледот кај нашите пријатели во Европа. Имено, во декември Собранието донесе одлука за испраќање на мисија во Босна и Херцеговина за периодот јануари-јуни. Но контингентот Арама не замина во јануари поради технички причини или причини кои на нам пратениците не ни се до крај јасни, нити пак некој не ги објасни. Контингентот кој требало да замине во јануари веќе е испратен, односно се наоѓа на мисија на 5 мај и тоа за период мај-ноември. Ова е преседан кој најверојатно може да предизвика и правни последици по легитимитетот на оваа мисија, кој согласно закон мора да биде испратен со одлука на пратениците во Собранието на Република Македонија. Се поставува прашањето зошто тогаш, како што сега работиме во после 21 часот, не повикавте да донесеме ваква одлука за уредно испраќање на мисијата во Босна и Херцеговина. И Министерството за одбрана може да тврди дека овој контингент е покриен со старата одлука и дека станува збор само за промена на термини, но што доколку денеска не беше донесена ова одлука, што доколку од било кои причини не се донесе нова одлука за упатување, а веќе имаме контингент кој што е заминат на мисија во странска држава, односно во Босна и Херцеговина. Кој е легитимитетот на мисијата, односно на нашиот контингент таму? Ваква несериозност во работењето беше одлика и на поранешната министерка за одбрана и како што гледаме станува начин на работа и на новата министерка за одбрана, министерката Славјанка Петровска, која продолжува постапките на поранешната министерка Шекеринска.
Всушност, од нас пратениците денеска се бара да ја легализираме неспособноста на раководството во Министерството за одбрана да изврши соодветна подготовка за мисија. Основно, како и за се друго, е да се направат подготовки, па после тоа да се договараат термини. И за волја на вистината, ова не е прва мисија која ја спремаме и испраќаме, затоа што ова собрание има носено многу вакви одлуки и многу мисии, контингенти до сега успешно ја завршуваат својата работа во Босна и Херцеговина, па и во другите држави во низ светот. Значи, станува збор за преседан, кој не смее да се повтори, но доколку се повтори, министерката за одбрана треба веднаш да си поднесе оставка, а не да чека ние да бараме одговорност и интерпелација од неа. Значи, од периодот на старата одлука до онаа која што треба денеска да ја донесеме, е изминат период на време кој што не е покриен со легитимна, важечка одлука која што е донесена во Македонското собрание. И поставувам јавно прашање што доколку се случат последици по нашите војници таму, а кои што не се покриени со легитимна одлука, барем според експертите кои што не упатуваат да го делиме ова мислење. Едноставно е ненормално да се доведуваме во овакви правни небулози, од кои што многу тешко може да се излезе. И денеска од нас барате да донесеме одлука за испраќање на војници, која што ќе важи ретроградно, а ова одлука знаеме дека не може да има таква важност. Несериозноста која покажува оваа власт всушност се огледа и во лицето на новата министерка за одбрана, која што ја тресат скандали, не помали од оние кои ја тресе и нејзината претходничка. Само да ве подсетам на најновиот скандал за кој што и Државната комисија за спречување на корупција требаше да отвори случај. Тоа е случајот против професорот Темел Користевски, за кого неодамна се откри дека примил хонорар од вкупно 9000 евра од Министерството за одбрана за правни консултации, а во активностите професорот пријавил пишување на Facebook статуси за партиска агитација. Овој човек е веќе 3 години дел од Комисијата за помилување и на председателот Стево Пендаровски. Токму ова е партиска агентура во администрацијата, па тука е јасно зошто молчи власта, зошто молчи председателот, а се надевам дека нема да молчи јавното обвинителство. Од тука ги повикуваме и сите релевантни институции повторно да отворат случај и соодветно да ги истражат наводите за можни злоупотреби за плаќање од страна на Министерството за одбрана на конто на експерти под наводници кои што се задолжени да пишуваат, односно да агитираат за социјалдемократскиот сојуз и да го билдаат нивниот рейтинг, кој што за жал еднаков на нула. Значи, народни пари се трошат за партиски цели и за тоа треба да има одговорност. Понатаму се уште никој не се произнесе ниту по индициите за криминал, за потребите на оклопните транспортери Хермелин од фирма од Гевгелија блиска до власт. Се работи за делови, набавка на делови кои што одговарале за според димензиите на возилата, но биле со многу послаби карактеристики од потребните. За појаснување на јавноста, ист таков дел одговарал и за камион и за оклопен транспортер, но разликата е во тоа што транспортерот таквиот дел требало да биде со многу појаки карактеристики. И тука, и за овој скандал, никој досега ништо не одговори, не добивме прашање дали некој дебело се нафатирал од ваквите набавки на сметка на безбедноста на возилата и на војниците. Премногу скандали, а ниту еден одговор. Министерката за одбрана не може вечно да се крие за скандалите и треба еднаш да излезе јавно да одговори дали е вистина или не. Како што се скандалите со набавка на месо, набавка на канцерогено масло на место мазут, скандали и индици за криминал во вредност од над 90 милиони денари. Во оваа насока и оваа одлука која носиме денес е сама по себе скандалозна и треба да понесе одговорност за министерката. Благодарам.